Повеќе од една година по официализирањето на членството на Северна Македонија во НАТО, шефот на државата во Брисел се сретна со врвот на Алијансата. Се разговарало за пандемијата и како НАТО се справи со неа, за ситуацијата на Западен Балкан и важноста на стабилноста на регионот, за традиционалните и новите закани за Алијансата, за заострените односи со Русија, за подемот на Кина. Пендаровски, кој првпат во ова својство е во новото НАТО седиште, му пренел на својот домаќин генералниот секретар Столтенберг дека Северна Македонија ќе исполнува својата задача како 30-та членка на Сојузот. As NATO member, we will actively participate in responding. Како НАТО членка активно ќе одговараме на традиционалните и на новите закани, тоа ќе го правиме барем на 3 начини. Ќе инвестираме во одбраната. Во моментот за одбраната одделуваме 1,57% од БДП, а посветени сме до 2024 да дојдеме до 2%. Потоа ќе продолжиме со реформите во одбраната. НАТО ни помага во зајакнувањето на отпорноста на одбранбениот систем, особено во ситуации во кои се вклучени трети страни и форми на хибридни закани. Ќе продолжиме со заедничко извезување безбедност преку учество во НАТО мисии. Според Столтенберг, во изминатата година земјава се покажала како доверлив сојузник и се потврдило дека нејзиниот прием е значаен за Алијансата. Повика двата сојузника, Северна Македонија и Бугарија, да ги надминат разликите поради кои се блокирани евроинтеграциите. Двајцата предупредија на опасноста што ја носат разни нон-пейпери кои циркулираат низ Брисел, во кои се предлага прекројување на границите на Балканот. Првиот човек на НАТО очекува дека на предстојниот самит ќе се утврдат насоките на идното функционирање на Алијансата. We must reinforce our unity. Треба да го зајакнеме нашето единство, да го прошириме пристапот кон безбедноста и заедно да ги зачуваме правилата на меѓународниот поредок. Ова е важно кога гледаме предизвици и закани од многу насоки. Во насока на справување со новите предизвици, Македонија како најнова членка на НАТО се подготвува за одлучен удар 21, најголема воена вежба што ќе се одржи во земјава. Од Криволак создаваме полигон кој нема да има само македонска и регионална вредност, туку ќе биде вредност и шанса за Алијансата. Имавме шанса да видиме извонредни проекти и одличен напредок и за помалку од 1 месец американски војници тука ќе вежбаат заедно со македонски и со единици од другите членки на НАТО во една многу важна вежба за целиот регион. На Криволак во завршна фаза е изградба на полетно-слетна патека за беспилотни летала, магазин за складирање мети, 2 стрелишта за оклопни транспортери, поправка и изградба на нова патна инфраструктура. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.